повидок се неколку нови правила, нови обврски и неколку нови казни за учесниците во сообраќајот. Сите се дел од нацрт измените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Една од најголемите новини според нацрт измените објавени јавно е воведувањето казни за користење електронски уреди за другите учесници во сообраќајот, а не како досега, само за возачите на автомобили, камиони и автобуси. Во иднина ваквото поминување на улица користејќи мобилен телефон или пак со слушалки на уши ќе биде прекршочно дело, за кое што ќе треба да се плати соодветна казна. Ова е само една од многуте новини кои што се воведуваат во измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кој покрај пешаците се регулираат и велосипедистите, возачите на мотори, како и возачите на електрични тротинети. Со измените, доколку возите велосипед, мопед, електричен тротинет, па и трактор, а при тоа користите мобилен телефон, слушалки во двете уши, таблет или паметен часовник, ќе платите глоба од 50 евра. Но одговорноста не застанува само на возачите. Прв пат се воведува прекршок и за пешаците кои доколку користат електронски уреди додека преминуваат улица или велосипедска патека, ќе добијат глоба од 40 евра, бидејќи законот ќе ги смета за потенцијален ризик во сообраќајот поради намаленото внимание. Целта на измените е подобрување на безбедноста во сообраќајот, но дали со идејата се согласуваат и оние на кои се однесуваат мерките? Тоа малце ме заплашува со тоа што цело време сум на некој начин и зависен малце од телефон. И сега со таков закон ја мислам дека ќе прави многу поголем проблем, не само што ги ставија радарите за брзо возење, туку градот ќе стане малце заплашувачки, на некој начин ко Big Brother ќе биде сега. Така да сите ќе имаме казни, ваму таму десно лево ќе имаме полни фиоки со казни. И тоа е малце кој заплашувачко со тоа што мислам дека дури малце претерано. Исто како што луѓето што возат коли не смеат да користат телефони, претпоставам посебно за улица поминување дека исто треба да важи. Па би требало веќе да се воспостави ред и во сообраќајот комплет во системот, што би значило дека ќе биде заштитен и граѓанинот и пешакот од една страна, независно од тоа ригорозноста на казната, тој се заштитува на тој начин и велосипедистите и тие што се со полесни возила се заштитуваат. Со оглед на тоа што дел од новите прекршоци може да бидат тешки за воочување, например кога се носат слушалки во уво, ги прашавме граѓаните колку доследно сметаат дека ќе се почитуваат одредбите. Би се подобрила многу безбедноста, но мислам дека сепак во нашата држава безбедноста дури на тој начин се подобри, ќе има некој начин да се вадат луѓето, така да не верувам дека нешто многу ќе помогне. Некое време ќе бидеме заплашени сите и после тоа само ќе се врати на исто. Вие лично ќе се придржувате до законот? Ќе пробам, стварно не икам да плаќам толкави казни. Ама како што кажав, мислам дека ќе трае месец, два и после само ќе се врати на истото. Ако су мале казни, никој нема да поштуе закони, е така? Значи, треба да буде казна за да може да опомене луѓе да почнат да практикуваат закон. Од тука доаѓа сите возможни несреќи од несреденоста на сообраќајот. Значи, треба да има ред, со тоа и законите се во таа насока поставени. Верувам дека на сообраќајот, посебно во Скопје, му требаше одамна така координирана работа, која што ќе се воспостави една рамнотежа меѓу граѓаните и возачите. Покрај воведувањето на новите прекршоци, голема измена се прави и во делот на тешки прекршоци во сообраќајот. Новите измени на законот предвидуваат заострување на казните за минување на црвено и жолто светло. Досега за таков прекршок следуваше казна од 250 евра, а сега на тоа се додава и одземање на возачката дозвола од 3 до 12 месеци. Заострување има и за лицата на кои има изречена санкција престанување на важност на возачка дозвола. Досега тие лица мораат да чекаат најмалку 6 месеци пред да смеат повторно да управуваат моторно возило од истата категорија. Со измените, тој рок се зголемува. Сторителот на кој му е изречена прекршочна санкција престанок на важење на возачка дозвола не може да отпочне со постапка за полагање на возачки испит за истата категорија пред истекот на 12 месеци од денот на престанокот на важењето на возачката дозвола. Новини во измените се и минималните поскапувања на одредени казни.
Од сегашните 45 на 50 евра поскапува прекршокот управување на моторно возило со брзина од 10 до 30 км на час повисока од пропишаните 50 км на час. Од 10 на 15 пак за возење до 10 км на час побрзо од дозволеното. Од 45 на 50 евра поскапува и управувањето на моторно возило со брзина од 10 до 30 км на час повисока од пропишаната на јавен пат надвор од населено место. Со измените се дорегулира и прифаќањето вина на место друг, бидејќи дел од прекршоците ќе се санкционираат преку камери. Сопственикот, односно носителот на правото на користење на возило или друго лице, не смее да прифати вина за сторен прекршок на сметка на друго лице, кога очигледно од електронскиот запис за прекршокот јасно може да се утврди сторителот на прекршокот. Казната за противзаконско прифаќање вина ќе биде 500 евра. Тя треба општа култура. И џаба и парите и све. Се планира законските измени да влегуваат во сила постепено. Дел од октомври годинава, а останатите од јануари 2026.